Здраво Скопје, здраво Центар, почитувани роднини, пријатели, сограѓани скопјани и центарци. Мене ми припаѓа честа да отворам оваа наша прва дружба на левица и Перо Камиказа за народот, за град Скопје и за општина Центар. Најпрвин да ви се заблагодарам за присуството, а и да се представам за оние кои што не ги знаат моите претходни активности, кои што се однесуваа претежно за зачувување на нашето водно. Јас сум Андреја Јанков, архитект, екоактивист, основач и претседател на Го сакам водно, ваш сограѓанин, центарец веќе 39 години, или подобро речено цел живот, и ваш кандидат и кандидат од Левица за градоначалник на општина Центар. Роден сум и израснат во Центар, целото мое формално образование го имам завршено во мојата општина и тука живеам, творам и го формирав мојот дом и моето семејство. Доаѓајќи тука со моето семејство, се соочив со низа проблеми со кои што се соочуваме сите во Центар. Односно, движејќи се по улица Козара, моравме да возиме по улица уништена од градежните активности. И секако одвај најдовме паркинг место за нашиот автомобил. Но тоа е само еден од низот на проблемите со кои што ги воочувам како архитект и кои се последица, а не постојат сами по себе. Центар, нашиот Центар е така наречена конечна општина, односно општина која што не може да се шири и единствено може да оди во висина и зголемување на густина на населението, што е целосно погрешен пристап. Затоа што густина на население не треба да преминува од 200 до 800 жители по хектар. Студирајќи на архитектонскиот факултет во периодот од 2001 кога се запишав, во таа зграда ние учевме како треба, а гледавме како не треба, доека се девастираше Девар мало. Просторот е ресурс и кога еднаш ќе се пополни, многу е тешко и скапо да се врати назад. Носење на лоши детални урбанистички планови, но и на генерален урбанистички план на ниво на град Скопје и нивното гласање од партиската машинерија, отелотворена во себотниците кои можеби и не знаат за што точно гласаат, не доведе до овој момент да во Центар имаме од една страна хиперурбанизирани населби, како што се Девар мало, Буњаковец, па и сега со новата градежна експанзија кон Водно, а од друга страна населби како Маџер мало, Ново мало, Дуќанџик, Крњево, кои што се целосно запоставени веќе 30 години од општината. Ако можете со соседот во соседната зграда да се ракувате додека го пиете утринското кафе, тоа е лош урбанизам. Ако не можете да најдете паркинг место 20-30 минути за да дојдете до дома, тоа е лош урбанизам. Ако вашите деца нема место во градинки и во основните училишта, тоа е лош урбанизам. Ако постои опасност вие и вашето дете да бидете згазени на улица, како пешаци или велосипедисти, и тоа е лош урбанизам. Кога немате каде да ги пуштите вашите деца да си играат, каде младите да си го откријат и практикуваат својот талент, каде да ги прошетате вашите миленици, каде вашите мајки и татковци да се социализираат, тоа повторно е лош урбанизам. Многу често знаеме да зборуваме за така наречената урбана или подобро речено урбанистичка мафија, како да е тоа некаква фантомска организација и ја кривиме за сите лоши урбанистички решенија, а всушност истата е само олицетворение на корупцијата во просторот преку архитектурата, или кратко речено корупција на дело. Истата потекнува од централното и се прелива на локалното ниво, односно се менуваат закони за градење и правилници за урбанистичко планирање и по неколку пати годишно, за да ги задоволат желбите и апетитите на инвеститорите. Планерите работат за општините за тендери од по 1 евро за хектар, затоа што знаат дека наградата ќе ја добијат на друго место. 30 години се спроведува истиот филм, два политички мастодони ветуваат се и се што пред избори, а ја уништуваат нашата општина постизборно. Мастодоните изумреа, место е и овие и време, овие мастодони да изумрат. Време е да му ставиме крај на ова. Време е да се изврши ревизија на сите урбанистички планови и истите да се вратат кон самоодржливи, современи и хумани решенија.
Решенија каде ќе има доволно простор за се, каде ќе има поголем процент на зеленило наместо топлински острови, каде ќе има безбеден пешачки велосипедски сообраќај, каде детските и инвалидските колички нема да се движат низ автомобили. Долго очекуваната ревизија, која беше најавена и започна, помина само 4 детални урбанистички планови, а 31 стојат се уште во процедура. И дури не се направи особна разлика, затоа што гледам како се пресликуваат проблемите, намерно или ненамерно од порано. Истовремено, на сајтот на општината, дуповите и процедурите се со последен датум од 17.5.2021 година, односно информациите кои се достапни на граѓаните се стари скоро половина година. Таа ревизија треба да се одвива и максимално транспарентно и во соработка со граѓаните. Потребно е самите граѓани да земаат учество во планирање на својата општина по пат на јавни анкети, на ниво на местни заедници и затоа ни е потребна демократизација на локалната самоуправа. Тоа треба да го направиме преку организирање на локални референдуми, иницијативи и граѓански собери, како алатка за планирање на развојот на општината, особено која е во прашање клучни теми за урбаниот развој. Информирани граѓани може да донесат информирани заклучоци и за таа цел ќе отвориме општината да биде достапна секому, со нејзина дигитализација и воведување на двосменско работење и чести отворени денови за средби, што истовремено ќе придонесе и до леснување на секојдневните потреби на граѓаните. Јавните расправи на Советот ќе се снимаат и емитуваат во живо, ќе бидат достапни секому и ќе се одвиваат вон работното време со цел сите граѓани да може да бидат присутни. Сите урбанистички решенија ќе бидат предмет на јавен и меѓународен конкурс со стручна и меѓународна комисија наместо како досега по пат на тендери, каде основен параметар е најниската цена. Во програмата ни е опфатено и подпишување на меморандум за соработка со Архитектонскиот и Шумарскиот факултет, затоа што веќе постојат стручни решенија од кои може да се црпат информации и нема да се случи ниту една сеча на дрво без фитопатолошки навод од стручни лица. Енергетската ефикасност ќе биде еден од нашите приоритети, со што ќе се подобрат условите и намалат давачките на центарци преку пат на обнова на постојните фасади со енергетски ефикасни. Бидејќи нашата програма е обемна, ќе издвојам само дел од капиталните проекти кои ги планираме. Изградба на нова општинска зграда на место на досегашните дотраени бараки, со катна гаража која ќе ги задоволи потребите и на посетителите на градски парк и зоолошка градина. Изградба на нов зелен пазар со задоволителни услови за магацински и санитарни простори и катна гаража, поделен во неколку објекти со што би се овозможила фазна изградба и замена на постојниот пазар без негова дислокација и без да ги вознемириме пазарџиите. Изградба или пренамена на простори кои се во државна сопственост во малски младински клубови како центри за дружење, едукација и култура, како здрава алтернатива на место-ноќниот живот. Формирање на комисија за утврдување и отстранување на хазардни објекти во смисла на стари запуштени објекти, но и ново изградени објекти кои представуваат пречка за нормално функционирање на општината. Ревитализација на сите запуштени парковски простори на територијата на општината. Ревитализација на сите улици под ингеренција на општината кои се уништени од градежни зафати. Изградба на ботаничка градина на територија на општината, изведба на нови паркови урбано зеленило, самодржливи системи за наводнување на парковското зеленило, нормално јавни тоалети, како и да ви звучи, изведба на спортско-рекреативен комплекс, нататориум и аквапарк во склоп на урбанистичкиот план Парк 2. Изведба на хотел за животни со ветеринарен центар со бенефицирани цени за центарци, изведба на центар за рециклирање на ниво на општината и отворање на оддел во општината за координација на згрижување и грижа на малските миленици во соработка со местните заедници. Токму од овие причини, кои што досега ги набројав, центар треба и заслужува да има архитект за градоначалник
и во соработка со град Скопје да направиме подобра општина за сите. За останатите наши планови за подобрување на животот во општината, би ве упатил детално да ја прочитате нашата програма, каде нудиме реални и потребни решенија за останатите реални проблеми со кои што се соочуваме. За истите сум ви достапен да разговараме во секое време. Зошто вашиот глас треба да го дадете за Левица, за мене и за Перо Камиказа? Затоа што Левица е олицетворение на мојата генерација, така наречените деца на транзицијата. Веќе 30 години чекаме подобра иднина. Решивме да си ја направиме самите, со ваша поддршка. Затоа што сме некорумпирани, честни, искрени борци, доследни и без претходен багаж. Затоа што настапуваме со љубов кон татковината, желни сме за промена и општиот интерес ни е пред личниот и гледаме долгорочно. Да си го вратиме Скопје и центар на народот. Да го вратиме Скопје и центар на граѓаните. На 17-ти гласајте за Левица, гласајте за мене, гласајте за Перо Камиказа, заокружете 15! Ви благодарам на вниманието и би сакал да го остапам сега моево место на уште еден идеалист и борец за подобра иднина, мојот другар Реџеп Исмаил, носител на листа на советници на град Скопје од Левица.